Драги гледачи, добар ден. Добродојавте во најновото издание на овој наш и ваш, како што имам секогаш да кажам, демократски импулс. Подкаст за народот. Знаете дека тука се обработуваат многу општествени теми. Денеска ми е особена чест што на гости имаме еден лик од градот, би рекол, еден градски лик, еден поранешен кандидат за градоначелник на Скопје, музичар, фронтмен на групата Меморија. Да не должам многу, го знаете сите, Перо Георгиевски Камиказа. Добро вечер. Добро вечер, чувствува се како дома во нашето студио. Добро. Дали ти се допаѓа? Супер, ајде да почнеме да беседиме. Со тебе има секогаш муавет. Се надевам дека така ќе биде вечера. Ти си секогаш искрен од она што сум го гледал на телевизија од тебе. Можам да заклучам дека си искрен. Не должам никому ништо за тоа така. Па добро, има и други, ама не се доволно искрени, би рекол. Нема многу. Нема многу, а? Не. Најнапред би сакал да дали на вие ќе одиме, дали на ти? На ти. Да те запрашам, од каде Камиказа? Како дое твојот прекар? Тоа е милиарда пати кажана приказна, тренирав гимнастика, на такмичење во Љубљана на прескок, бев веќе прв од сите во бивша Југославија пионер, ама добив оцена 9-8, бркав десетка, скокав уште еднаш, паднав, скршив 2 ребра и тренерот Јове вика, како Камиказа си кој ќе довежба сега. Уште 21 ги довежбав таков, се уште беше топла повредата и од увоз назад враќајќи се, Камиказа ми остана на димакот од 9 години, еве гордо го носам колку веќе 55-6 години. Добро, дали повеќе сакаш на пример да те викаат Камиказа или знаејќи дека имаш едно презиме какво што имаше еден од поранешните премиери на ова наша Република Македонија, сакаш Петар Георгиевски или Камиказа, како може ти е? Тој беше Љубачо. Јас сум Петар, нема ке мене никакви додавки на името. Така да, кој како љуби, така нека ме викае. За мене само делата зборуваат, името е пропратна работа. Какво дете беше Палаво. Петар Георгиевски? Палаво, многу палаво дете. Палаво? Со сите нишани. Така речи, знаете, сега кој ќе употребите збор хиперактивно дете, се смета за дете кое не е токму со, кој ќе кажат, наводници. Таквите деца се деца кои, доколку им дадете шанса, прават резултати во секоја пора од живењето. Само треба на прав начин да им дадете ветер во грб. Ете, такво дете бев. Тренирав многу спортови, свирев музики од мал. Најмногу ми одеше музичко, физичко и македонски. И ете, од тоа произлезе се ова што сум го направил во моите 65 години. Би сакал да те запрашам, знаејќи пред 64-5 години, кога си бил впрочем и дете, мислам мал, какви биле твоите родители кон тебе, например? Дали, знаејќи дека ти си бил пававо дете, како што кажа, дали, например, си имал разбирање од твоите... ова те прашам заради тоа што знам дека порано во тие години, сум слушал, дека биле построги така, не може баш? Види да ти кажам, јас сум растен во брак на исклучително сложни брачни партнери и јас во животот никогаш не сум чул мајка ми и татко ми пред мене да се скараат. Потоа сите мои во наводници хирови, спортови и се она што го прави, бидејќи многу тешко беше да се прати дете како мене. Во голем дел ме пратеа и
не ми забрануваа да се развивам во правците во кои тргав, а јас како некој расцветано, расцутено дрво, гранки пуштав на сите страни. Знам само дека во трета година, кога изгубив година, бидејќи се тркав со мотор во тогашни крос трки на Вардар, скршив некој пак делови од мојата каросерија и таа година падна во гимназија и претходно на татко му викав таа година, не оди на родителски, не е добро. Му викам, не се баш сјајни резултатите оваа година. А татко ми беше директор на основно училиште. Едно од најголемите основни училишта во Македонија, Јане Сандански. Тоа е на Дучанчик Битпазар. И таму сите ученици беа од многу мешан состав, почневи од македонци, албанци, турци, роми, значи околу 1300 ученика имаше тоа основно училиште. И татка му беше таму, така речи, долги години. Директор, и само може да замислите едно дете кое може да воспитате 1300, ама ова своето не може да секогаш баш да го држите под контрола, но беа на вистина многу правеа многу умен избор секогаш кога јас ке направив некаква јас би рекол сега во моментов погрешна постапка во наводници. Секогаш знаеле да ме пратат таа година кога ја изгубив во гимназија, де факто од кога заздравев со сите овие мои проблеми што ги направив со моторот, ме пратија во Лондон. Беше некаде 2 март, тоа беше ден на жените. И отидов во Лондон, 78 година ми чинам, и си купив бас појачало акустик, ми дадоа пари, си купив бас гитара, многу бава, ги гледав Sex Pistols во Марки клуб во Лондон, поминав изворедни 7 дена во Лондон, ми се смени мейн сетапот за многу работи. И така јас славно ја завршив гимназијата со многу добар во 4-та година, де факто го положив тој испит по физика по кој суштина изгубив 1 година. Во гимназија станав многу добар, после тоа отидов во војска, бев во специјални единици на ЈНА и по враќањето од ЈНА се запишав на факултет за драмски уметности. Тамо Ќе говориме и за тоа. Тамо стигнав со некаква многу убава оценка, со многу други работи. Претходно бев примен на режија во Лоч, не се реализира ситуацијата, бидејќи Јерузелски влезе со тенкови тогаш во државата и тоа остана неостварен сон, а иначе реалитет е тоа што сме родени во исти ден со Митричевски, режисерот, Антонио, со 1 минута разлика. А бевме примени во Лоч 6 вкупно, од кои 20 македонци. Тоа значи 33% од преку 750 кандидати беа македонци. Еве, не е еден раритет што мислам дека многу малку луѓе го знаат. Мене не ми се чекаше цела година да се средат ситуациите тамо во нивната држава. Се запишав на драмски уметности во септември крајот, код по враќањето назад и така станав Но, да, ова е вака накратко. Животот. Рипнавме многу, ама ајде. Рипнавме многу, но би сакал да те запрашам. Кажи ми, од секоја знаеш дека сакаш да станеш актер, например, глумец, уште како дете. Глумец никогаш не сум сакал да станам. Режисер, да. Ама ете, не станав режисер, станав глумец. Не е битно што сакате да станете, битно е у тоа што го правите да бидете максимално да се посветите да бидете успешен. Генерално јас сум перфекционист во работите што ги работам и се надевам дека некакви дела или како да ги наречам оставам зад себе секаде кај што ќе се нафатам да го правам тоа. Почнувајќи од спортот, па одејќи преку музиката и преку ете она што сега во моментов е модерно, мада Facebook више не е модерна Не е модерна алатка? Па не е модерен социјален медиум, јас таму најмногу се обраќам и имам стварно изворедни читатели на тоа што го пишувам. Едноставно до 2015 година нема Facebook, немав никаков социјален медиум и ради причина дека направија повеќе мои лажни профили. Хајде. Да. Тоа се случи
Еден од тие е и причината за Калина што почина планинарката малата. Таа е на Маријан, еден мој колега од Македонско радио Керка. На 2 јануари ние регуларно секоја година се качувавме горе на Водно, на врв, таму славевме. Сите што бевме една група планинари и она ми покажа некои работи кои некој пишувал во моje име. Истиот тој имал мои слики закачено од трки, од филмови, од свеживо и диво. И малце со по-груб речник се обраќал, груб кој ќе кажем, знаете на што мислам, на разноразни девојки. И среќа Калина ми го откри тоа. Од тој ден кога се вратив доле, тоа е 3 јануари, официјално од 2015 година имам Facebook и таму пишувам за многу работи, де факто од почетоците во наше мало, од центар каде што сега сме вратени живеам, до тоа дека у Карпуш 3-4 имам пораснато со години имам живеено тука, дури и по склучувањето на бракот се пресели само малку потаму во Карпуш 4, така да овдека така речи 50 на години од мојот живот ги имам поминато во Карпуш. Јас сум од Карпуш 4. Да. Така, добро, зашто го прави тоа некој? Дали се откри кој е тоа, дали го пријави, дали имаш некакви некакви во полиција нема информации? шанси, ама јас во мојата фирма имам деца кои знаат многу работи. Се откри нешто? Па ние му откривме адресата и IP адресата и дома кај живее и кој како се вика Зоран, се вика 64-та година беше роден. Официјално. Ама ќе беше многу непријатно ако се му се појавив јас на врата. И решив да го ставам ад акта тој проблем. Му пиша, имаше некаков контакт? Не сакав, зашто ќе беше многу драматично. Пошто ти си джудист, ти си... Не сум само джудист. Да, имаш и повеќе познавања околу борешки вештини. Да, ама тоа не може, знаете, тешко е да го контролирате во моменти кога некој ве правил будала. Така да многу беше подобар изборот да не се сретнеме очи во очи. Опасно ќе било. Добро, секогаш велат дека борбата сам со себе е најтешка, потешка отколку да се надпреваруваш со некој си друг. Дали се согласуваш со таа теза дека борбата сам со себе си да се скротиш кога треба, например? Дали можеби ти знаеш да се скротиш кога треба или си импулсивен, например? Види сега да ти кажам на работа. Во спортовите јас што сум се бавил, сите биле импулсивни спортови. Например, во атлетика сум бил на 100 и 200 метри скок во далечина. Значи импулс многу брзо треба да се случи све. Во сите овие боривачки спортови што сум било импулс и све требало да се реши во 3 пати по 2 минути. Обично во рунди и генерално мислам дека импулсивноста која е експлозивна во момент знае да прави резултати и во понатамошниот дел од животот, бидејќи донесувате брзо одлуки. Значи не сте спори како желка во мислењето, него имате точна перцепција за тоа што сакате да направите, а меѓу другото ја слушате интуицијата која ве води. И тоа се отприлика такви решенија во сите спортови со кои сум се бавел, сум морал да донесувам многу брзо одлуки, иначе ќе сум јадел чотек. Не е дека не сум јадел, ама ќе сум јадел многу повеќе, нема да сум бил толку пати победник. Спомна актер, факултетот. Може да ни кажеш некоја анегдота од тие студентски денови со кој си бил во генерацијата, например? Ако почнеме да броиме 13 бевме ние во класа, Ана Костовска, Сашо Диневски, тоа се све деца на наши еминентни актери, Бети Кочовска која не беше, Ердоан Максуд кој беше на Максуд, Джемаил синот, значи Ванчо Џошевски, ќе заборавам некој Елјеса Касами, значи една убава голема класа. Бевме на факултетот за драмски уметности, до ден денеска се дружиме, скоро 80% од класата не живее во Македонија и не се бави со глума. 80%? Па да, дали тројца од тие останаа во таа приказа. Ако ме земеш мене да ме рачунеш дека сум глумец, евентуално како сега што одам по подкасти шетам и кажем разни глупости, иначе јас престанав да се бавам активно со актерство. И ме праша за анегдота, да, во смисла на што сакаш да ти кажам анегдота. На факултетот.
убав студентски живот. Ете мојот приемен испит на факултет за драмски уметности, бидејќи бев по себе, нели, кога ќе те примат некаде на некоја толку голема академија, доаѓа сега назад у Скопје и викаш, што е ова сега тука? И тока само сам уверен во целото тоа, професор Димитрije Османли, кој беше член на жирито, ја осети мојот талент заедно со Вукан Диневски и со Тања Петровска, која предаваше сценски движења и танци. И сите тројца во глас за неполни 5 минути ме примија на тој приемен испит и се сеќавам убаво професор Димитрije Османли, кој де факто ми стана и професор во прва година на факултет за драмски уметности, вика, ова е Джанкарло Джанини, ова е роден Джанкарло Джанини. А мене многу убаво ми годеше тоа целото, но и до ден денеска не знам кој е тој глумец Джанкарло Джанини. Така да на професорот Рули не сакам да го прашувам да не испаднам дека сум незналица, али тогаш не постоеше интернет па да може да барате по разноразни портали што е тоа и си останав Джанкарло Джанини, така да ми значи многу. Потоа на негово место дојде Владимир Милчин, со кој до крајот на моето завршување на факултетот за драмски уметности, па да ви кажам дека немавме заедно убави 5 моменти во сите тие 3 години студирање, но на крај дипломирав во таа класа. Значи не си бил баш во некој добар однос со... Бев со другите професори, сите едно со него не бев во добри односи. Но зошто? По суштина јас не трпам деспоти и луѓе кои мислат дека све знаат. Такви луѓе тешко проаѓаат кај мене. И ајде вака, една проста анализа. Човек вратен од специјални единици примен на академија во Лоч, значи прочитано позади себе пола библиотека од татко ми што е имал дома. Не можам да се фалам дека сум прочитал колку Милчин, сигурно, бидејќи беше постар од мене 20 на години, но можам да ви кажам дека за годините што ги имав во тоа време, навистина имав обемна литература исчитано, а успатно бев и ментално и физички доста јак за да можам да одговорам на секакви предизвици во тоа време. Но Перо, која е била иницијалната каписла да се така малку, како да кажам, одалечите, да се направи некој си разор меѓу вас двајца? Што се случи за да он малку, мислам, види се и тоа нетрпението беше од неколку аспекти. Ама едното нетрпение беше позитивно многу, ќе ви кажам зошто. Бидејќи јас носев бркови од дете. Фактички брковите ми беа мов, оној првите бркови што беа и у војска додека бев. Значи мораше само тамо да биде по ПС да би видат да тука не смеа да вират надоле. Никогаш ги немав избричано. И во трета година на академија рече дека ќе играм жена во дисциплинска мерка во една представа на Брехт. И јас бев шокиран и сакав да го решам. Јас жена да играм тоа, знаете како, на мојот карактер у тоа време и на мојот мачо стил беше навистина некако незамисливо, а Данчо Чевревски, Господа го прости, иначе мојот кум, после таа кавга што ја имав со професорот Милчин, ме викна во тогашен Карпош, имаше се уште бифе и ми вика, дечко, ти не се запиша на режија, ти се запиша на глума. Режисерот од тебе има право да бара да те ошиша лустер, да пуштиш долга коса, да пуштиш брада, да те обели, женско да играш. Што ќе ти каже бедер да играш? Што ќе ти каже режисерот? Како те гледа во моментот, така треба да. Инаку вика, џабе си ја промашил работава, џабе стигна до трета година, боле оди си, вика, од факултет, вика. Иначе кум ми стана после тоа Данчо Чеврев. И кога ќе ми поставите логичен одговор на проблемот што јас сум имал во главата, јас логично одговорив и си ги избричив брковите. И благо речено првите денови изгледав многу чудно за сите, као на женско газе ми изгледаше лицето на почетокот. И беше така, бев доста чуден, ама до ден денеска бркови не пуштив, сполај му. И првата кавка било за брковите? Не. Тоа е една од ситуациите кај што јас не знаев како да се решил. Кап ги имало на десетици, иначе на дипломската представа, која беше од Иво
Иво Цанкар, Петар од Шимфонијанската долина, играв главната улога и представата како он ја режираше воопшто не ми се допаѓаше, дипломска, и до дипломската представа играв секако што он кажа, а на самата дипломска представа во Драмски театар играв по мое. И тоа беше шокантно и за колегите кои беа, им се извинив после на сите, ама аплаузот во Драмски театар кој траеше 10 минути по моето излегување напред како лик со главна улога во таа дипломска представа. Ти го Не само што го собрав, него кажа се за тоа што мене ме очекува како актер во годините што следат. Тоа ми е единствена шеска во индексот на факултет за драмски уметности, другите ми се деветки, десетки. Мислам 2 деветки, другите ми се десетки, така да можам да ви кажам дека некогаш некои работи што ви се случуваат во наводници негативни, во суштина не ве прават само појак, него ве тераат да размислувате и на еден друг начин, да ви отвора некои нови видици за нешто што не сте биле свесни дека можело да биде добро за вас. Значи не мора во секој зло да гледате и лошотилок, или во секој лошотилок зло. Напротив. И како тој Джанкарло Джанини заврши во Суботица во театар? Епа, пак е поврзано со Милчен. Ми каже дека никогаш во Македонија нема да има место за играње за мене. До таму да. Да, дека тоа ќе биде за мене невозможна мисија било каде се запослам и било што да играм. Што не беше така баш, бидејќи веќе играв во еден ТВ филм кај Тихомир Бачовски, исто Господа го прости, еден врвен македонски режисер. Играв уште 2-3 други помали улоги во некои представи, ама Ана Костовска и уште некои колеги мои заминаа за Суботица кај Љубиша Ристич и на одење на една представа што ја гледав на нивна премиера, тој покана од Љубиша Ристич, тој е нашиот врвен режисер, тогашен југословенски, бивши југословенски сега, така треба да кажеме. И јас таму останав 5 години, одиграв преку 600 представи во цел свет, за Африканција кажуваме, кој ќе го свртите глобусот, можеме Пикадо да фрлиме, па евентуално Антарктик да не падне, само таму немав играно представи. Боливија, Чиле, Мексико, Америка, Италија, Франција, Германија, да не набревам. Зошто се врати после? Што се случи? Или имавте договор на 5 години? Како беше? Не, немавме договор на 5 години. И сопругата моја е исто актерка и остана трудна и логично беше да се вратам назад да си го оформам семејството. Тоа е една причина, а друго ми се смачи од патување. Да ти кажем право, нема време ни долниот веж да си го исперам, така да цело време купов на Бали за да можам да видя да одржувам хигиената, навистина Купи фрли, да. За да може да направите таква километража со толку големи личности како што се Раде Шербеџија, Љуба Тадич, Ана Костовска, со сите ни заедно имам играно и тоа. Ана Костовска беше една од најдобрите лавини во Европа во тоа време. Многу кумина знаат во Македонија. Значи француски Лемон пишуваше за представата Титус Андроникус и пишуваше дека Раде Шербеџија е добар, но дека Ана Костовска е најдобрата лавинија во Европа. Како улога одиграна во представите што ги гледал тој новинар што пишуваше во француски Лемон. Но имам слушнато една анекдота, не знам колку е вистината, ќе кажеш тоа ти. Во едно од представите што си играл заедно со Раде Шербеџија, те пофалиле тебе, а не него, он бил многу суетен човек и се наутил. И тебе те препознавале во кафичи во... Види, да ти кажем, во тоа време беше ЈРТ и одеше серијата Трзвија Скопје. Не. И Трзвија Скопје беше навистина многу гледана серија, не само во Македонија, него во цела Југославија. И со Раде после една представа, сметам дека беше Блади Мери, отидовме во една кафанџуга во црна трава тамо во Суботица кај што живеевме без везе, не знам зашто, ја имав кола. И отидовме заедно таму, една убава коноврка, кратко шишана, имаше дрвен телевизор горе у чошот, ние седевме под тој телевизор. И вика, ајде нарачите уште што сакате пијачка во овој
40 на минути, 50, вика, сакам да гледам нешто на телевизијата, вика. Ќе ви донесам дупло, вика, тоа второто што нема да го што ќе го нарачате ќе биде од мене, вика, бидејќи сакам да гледам нешто и вајда мислам дека после тоа разбрав дека одеше 5-та епизода од Развија Скопје, ама тоа таму бев со бркови, со долги джигерици. Веќе вамо кога бевме заедно со Раде бев ишишан кратко бидејќи почнав да снимам Марика лето со авион од Борис Дамовски во Скопје. Така да во тој период навистина снимав многу и тука снимав и копродукции со многу светски имиња и едноставно мала Ана ќе погледне доле у нас, па ќе погледне горе у телевизорот, па пак и Раде се шепури вага. И завршува вајда епизодата и вика још едно пиче од мене, ја могу еден аутограм. И Раде се спрема да ја даде аутограм. И она вика не ви господине. Шта е и све из нас боре што не е. И што треба и што не треба. Разбираш, и станав ми си отидовме најутен, јас се вратив наредниот ден да малце поприкажам со девојката и така, ето тоа се. Паднало непријатно на Раде. Непријатно сега, како да ти кажам, мислам, тоа не е тоа дека јас сум сакал и нешто сум изискувал. Имало и други ситуации. Во Мостар, например, игравме представа и исто со тогашната Развија Скопје, во најпознатата кебапчилница на Мостар јадевме, мислам дека 13 души од театарот на мој рачун, у наводници мој рачун, бидејќи девојката, керката на газдата, ја следела серијата и сакала да се слика со мене, па ме праша дали може да се сликаме, па отидовме у Мостар, на мостот се сликавме и на крај цехот беше фотографијата со мене, ете така. Има многу такви моменти, мислам. Има и момент исто многу значаен кога е театар во прашање на Љубиша Ристич, бидејќи во представите на Љубиша играв скоро се. Значи скоро да не постои улога која не сум играл. И во Ослободување на Скопје, тоа беше еден голем мега хит како представа и бевме дојдени во Куршумлијан. Така, тука. Тука да играме и не доаѓа Криво Капич кој игра началник бугарски, фактички го игра Мане Мачков во самата представа, а ја играм сосема друга улога. Играм партизан у таа приказна која не е баш некоја голема роља, ама при тоа сум играл и други улоги од истата представа, што еден циганчето што ги чисти кондурите и све. Му викам дај да се договориме народ. Немој да ме ставаш тука, му викам, како што планираш на местото на Криво Капич, ќе биде циркус бугарин да игра, му викам, во Скопје нема да имаш представа. И он вика, тоа не е твоја работа, ти сега не раскажувај, вика, ај терај. И добро, првата реплика во делот кога излегувам јас е каде се намира Мирче Ацев. И почи да се смеат, цел Куршумлијан и смејата трае не 20 и кусур минути нема, ама тоа е френетично смеење, не аплауз. Кикотење до нема и каде. Ти намерно го направи тоа така? Не. Значи тоа е реплика од представата, како да ја кажам? Каде се наоѓа на хумористичен начин? Не, каде се наоѓа Мирче Ацев, како да му кажам? И сега поминуе тоа, и сега треба да ја повторам реченицата. Нели, како втор пат го прашувам тој малиот што ми ги чисти кондурите и вака Ристич го гледам од страна и му вика тера. Ја кажувам втор пат, па сега зато смење. И нема представа де факто, а после тоа доаѓа една многу лоша сцена во сите места каде што ми гледа доста траурна и многу добро режирана сцена, каде што јас го фактички го апсам Раде Шербеџија, главниот лик од представата и го тепам максимално со каиши со тупаници, значи има удар, па се гаси светло, па се пали светло, има удар, па се гаси светло, многу добро режирано. Целата сцена пропадна бидејќи овие кога тепав Раде се газеа од смеење. Ете неколку од тие анегдоти, ги има на десетици, бидејќи да работите со Љубиша Ристич и со тие врвни артисти во тоа време навистина беше и предизвик. Попатно станав и голем миленик на Љубиша Ристич и двајца сме водолии и сме многу блиски по менталитет и карактер, за разлика од професорот што ме наврка, сполај му за тоа. И направив и тогаш така речи интернационална кариера. И има еден реалитет дека на многу места каде што дев интервјуа да давам, кога ги гледав словенците, Ардечи пилот беа, тие Живадинов и компанија. Тоа беше една групација словенечка која правеше алтернативни представи.
одиме ние на Белград, во Белград на интервју, ни збора словенечки, и викам, и доаѓа водителката ме прашува мене, јас изборувам на македонски, Љубиша вака ме гледа, а иначе да знаете, Љубиша Ристи, мајка му е од Охрид, е македонка, влаинка, а негов вујко е Пашата, што беше градоначалник на Охрид. И По македонец? да, и уште има куќа во одма на Цвета Софија. И многу интересни моменти кои ако земеме сега да ги говориме, значи нема да цела емисија ќе ја потрошиме на Но тој дел. зошто се смееле дека македонец го глуми бугарот или шогора? Пирока ми каза, не може да глуми бугарин скопски фраер. Тоа како да ти кажам, значи бев сигурен дека нема да помине Ти колку си што треба. знаеше дека 99,9 знаев дека ќе биде катастрофа за представата. Но тоа е кога режисерот нема да го послуша глумецот. Он обично никого не слуша, знаеш, ние во делиите за некои работи, кога сме сигурни во некои работи, теравме бидејќи јас таа представа им играно во замена на еден куп места, никога се случило таква работа. Во Скопје тоа не може. Во Скопје тоа да помине? Ете, се покажа и тогаш. Тие што биле сигурно се сеќаваат, а беа сигурно на 1000 луѓе во представата. Би сакал малце да поразговараме околу, например, на музиката, заради тоа што знаеме дека ти си, ако ти си еден од најпознатите македонски музичари, би кажал. Сите, мислам, гротото од публиката те препознаваат по Меморија, но пред Меморија можеме да кажеме дека си еден од основачите на панкот во Македонија и во Југославија. Во Југославија. Да, Тука се водиме спор меѓу и за спорот ке се. Не за спорт, спор се Да, води. и за спорот ќе правиме, да, така. Спор се води околу тоа дали сме ние или Пикеншка патка први. Може да замислите дека во една Македонија се десило да има панк бенд 78 година. Тоа е годината исто која изгубив во гимназија, тоа се случи 77. 78. 8. Да, 77 се формиравме, 78 прв пат свиравме во Белград. Пикеншка патка свиреа, ние свиревме во април, а Пикеншка патка свиреа чинам во мај. Значи не е некоја разлика, тоа некои 20 на дена во тогашен дом на млади, дом омладине во Белград и на Ликовна академија, што таму кога ќе одите имаше организирано на 3 места да се свири. Ликовна академија, електрофакултет и дом омладине, а ние имавме таа чест и да бидеме гости, бидејќи бевме од надвор и на 202 радио, тогаш имаше директни преноси со свирка, на чест на Пеца Попович, кој тогаш го водеше тоа, така да ние 4 свирки направивме во таа вечер со фол јазик, што беше фрапантно за нас, ни се дигна акциите, мислевме дека сме се вивнале високо во небото. И тука има многу интересна приказна и после тоа пишување, нели, овој дека не е точно дека сме ние први, дека Пикеншка патка се први, така натака, многу е просто. Ние за да одиме да свириме во Белград, што сме требале да правиме? Да тренирате, нормално. Да вежбаме. Да вежбате. Значи ние сме ноември формирани и прв пат сме свириле во април. Пикеншка патка се формирани во јануар и свириле во мај. Значи не е во прашање трка мртва кој прв, кој втор. Значи воопшто е тоа апсолутно ирелевантно. Ние од ништо правиме некаков спор. И да биле. Може да замисли дека се панкарти, дека ние сме пред панкарти, пред сите, во словенци, хрвати, свежи уиди Македонија, така. И тој бенд после тоа кога се вративме од таа успешна турнеја од неколку градови, во тоа време постоеше едно многу алтернативно место на стара железничка станица, кај Јаковче се викаше. Тука доаѓа Гане Тодоровски, Петар Мандреевски, Радован Павловски, целата елита. Плескавици таму добри. Плескавици топ со малце пиперца црвена, пиво многу. И јас колку што ми издржа можноста да бидам со цел бенд тамо и со овие другиве уметници, поседов и некаде ке 2 сат заминав, а другите двајца од бендот, Крле и Гзла, се качија на водно и си спотепаа како ќе ги делиме парите. И така несладно заврши кариерата на фол јазик, панкерски. Така заврши. Така заврши, но би сакал После тоа имаше обиди за правење на
друг фол јазик, во Така. кој мислам дека пејачот Крле пробуваше да направи нешто, но тоа нема ништо заедничко со тоа што ние го правевме у тоа време. Перо, но така заврши тоа, но би сакал да ни кажеш еве за нашите гледачи како сето тоа започна. Кој ти го дал советот да почне со панкот и како тоа сето беше? Тоа е ние бевме тогаш нова генерација претходно, пред овој бенд, свиревме на Зајачарска китаријада, освоивме прво место од публика, тогаш сите свираа джез рок. Джез. Нормално, лепи сол джез рок и сите мора да свириме ден за ден, сите свиревме джез рок. И освоивме прво место од публика со обработка на Билјана Платно Белеше, отидов во Белград на вече уз радио кај Никола Караклаич, На радио. на вече уз радио, тоа беше една од најслушаните емисии во тоа време во Југославија. И со мене се погодија Горан Бреговиќ и Бора Чорба. Вау. Бора Чорба си отиде од дружбата со Балашевиќ, Ораним Расим се викаше бендот и он ја промовираше Лутка со насловне стране, а Бреговиќ го промовираше својот втор албум, а ја не престанав да зборам со моите 16 години, 17, колку више ги имав. И после тоа Бреговиќ вика, очеш да те частим едно пиво у Шуматовец, викам, нормално. И идеме у Шуматовец и една голема кригла, јас некако никогаш не ми држал, телото никогаш не ми држало доволно хубаво, пошто нели, ако сум се бавил со музика и сум бил панкер, Како да него треба да му иде спортиста. чест дека е со те. Моето самочувствие беше такво, а у суштина беше тотално обратно, ни беа веќе мега звезди и двајцата. Ама нели младост лудост, што би се рекло. И Горан Бреговиќ остави траен белег со тие неколку реченици кај мене. Вика, мали музика не е дизање тегова, музика е мисал и пауза. Нели, музиката не е дигање на тегови, музиката е мисла и пауза. И викам, што збори ова? И вика, друго, узми свирај панк. Каде сад е то модерно. Каки ово джез рок, то Владко ради најболje. Викам, али ми вежбам 8 сати, абе, немој да вежбаш, џаба вежбаш, не, тоа све што радите не е да не валја, али не може да биде болje од онога што они су први урадили. И добро. Се наути малку на некој таков Не, напротив, уште пар совети што ги добив до ден денеска убаво се ги применува. Се возам со возот назад за Скопје и добро ги размислував овие неколку реченици што ги добив како порака. И сега можеш да замислиш како Господ ги реди работите. Тие истите што се степа Гзла и Крле се појавија кај мене дома после 2 недели. Смирени. Не. Ова е пред. Како се формиравме. И вика, ајде да правиме панк бенд. Да. И викам, а ова удбали не слуша, Костли не слуша, што ја работа, како е можно ова да... Значи, она што ово и вамо се зборува сега, значи, некоја се редат коцките сами. Они сами се појавија, за ти Си понудат. се појави да ми понудат, да, и после тоа почнавме заедно да свириме, се појави Бата Панкер, така го викавме ние. И ете така беше. Колку траевте? Па, ние како бенд, мислам дека година дена не издржавме додека не се степаа овие бајцова. Да, и имаше една голема свирка на Сајмиште и на Крле му текна да ги покрстуеме со талк за коса. Луѓето, тие што се наши најголеми фанови, и они беа застанати во ред, имавме 6 шишиња со талк за коса ставање, бело, и кога наместо дим машина, кога Крлева на втората песна им рече, а сега сите со главите и сите мрднаа со главите и ние горе и се направи еден голем облак. И тоа беше така доста импозантно во тоа време, како финта, и знам дека свиреше некој бенд, Тетка Ана, мислам дека се вика у тоа време од Зрењанин, и дојде тој менаџерот, а да радиме ми едно турнеју заедно, вика. И така, имаше многу интересни моменти, виде да ви кажем на работа. Сполај му на Бога, оваа каросерија што ми е дал Бог има и живеано за многу луѓе. И мислам дека само допрен од Бога може да прави она све што јас го правев и да остане жив и здрав. И умствено, и психички, и физички. Сите оние периоди што поминува во животот беа исклучително со големи предизвици и со многу пати
соочување со смртта, така речи. Доколку не се степале двајцата од твојот бенд, дали би постоеле можеби и денеска? Дали имаше некоја потпора, нешто такво, некое силно чувство што ве сплотува сите да траете 30 години, например? Не, тоа се случи со меморија, веќе 30 години траеме. Затоа што тамо дизгините еден ги држеше во рацете и ете, успеавме сите овие години да се задржиме на сцената. За меморија баш сега би сакал и тоа да ве... Па би, до меморија има... Завршам. Уште колку период помина? Нешто и ќе заборавам, се надевам, во гимназија имавме неколку бендови, мислам дека Шарк се викаше другиот, Макс се викаше исто еден бенд. После тоа, веднаш, после Фол јазик и после Нова генерација, имавме бенд кој се викаше Резервоар, кој свиреше heavy metal. Па после имавме група Модел, која свиреше New Wave. Толку ли е тешко да се, нов правец него, толку ли е тешко, например, да се направи некој бенд што би траел? Што не направивме, ама треба време. Значи нема ништо преку ноќ, другар. Значи треба време, треба да создрее нешто, треба семето да се фрне, да изрти, да никне, да порасте дрво, дрвото да пушти гранки. Нели? Години поминаа, да, додека ја стабилизиравме меморија, 83-та година бевме тројца, па станавме класичен рок постава и еве толку години поминаа, меѓусам некаде околу 30-тина и нешто членови поминаа низ меморија. Сите солидно комуницираме меѓу себе и мислам дека овој концерт што би требало да го направиме во ноември ќе ги обедини сите оние што биле во меморија. Некој е во Франција, Дејан Миновски, еден од основачите на бендот, со мене заедно. Ристо Ставрев, татко му иначе Бранко Ставрев, еден од нашите врвни режисери, кој уствари на негова идеја се собра меморија, да прави музика за представа. И е во Мексико. Дејан Гузмановски е во Хрватска. Така да значи расфрлани сме секаде на светот и на крајот од денот голем дел се во Македонија, ќе се собереме, ќе направиме една свирка од тамо кај што почнавме во Младинскиот културен центар. Тамо ќе има и некаква изложба во ноември, се надевам, и ете, тоа е за оваа година. Ќе дојдам јас. Да, тоа е отприлика некаков план. За жал имаме проблем еден мал во бендот здравствен на еден од членовите и оваа година сите десетина настапи што ги имавме, сем тие што бевме однапред земале одредена сума на пари кои ни биле уплатени од порано. Сега ќе свириме на 14 септември во Гевгелија и тоа ќе биде еден од ретките концерти на меморија оваа година, ако не и единствен. Затоа што бевме во надеж дека токму тој член ќе се опорави, но за жал тоа оди многу споро. И тоа што го имавме како обврска, бидејќи имавме клаузули ставено во тоа, ќе моравме да го исполниме. Но овој другиот дел ќе го продолжиме сигурно и се надевам дека во наредната година се она што не го направивме во оваа година ќе го направиме во наредната. Но како започна името бендот? Кој го даде? Малку околу тоа да... Меморија ти е направено на сајзерот на Дејан, пишуваше Memories. Дејан кој ќе отсвириш одредена фраза, да ја запамти, па после тоа врз таа фраза да свириш. И викам, дај бе име да му даеме на бендов некако. А викам дека ова што пишува како ти се свиѓа, ова меморија цело време сака да ти кажам нешто натаму ми врти главата, му викам. И Дејан вика, добро, значи од денеска се викаме меморија. И ете така настана меморија. Кумови сме двајцата, Дејан Миновски и јас. Сајзер. Сајзерот. Името на сајзерот пишеше Memories. Ете така. Како бидува едно дете, би кажал, па дете, од 16 години да смисли текст Оган под звездите и да живее до ден денеска, да стане една неформална химна за гротото од македонските свадби, да ја свират на почетокот од својата свадба. Оган под звездите, еден таков хит, маестрален хит би рекол. Тоа е само Божја волја. Во 3 саца бајле е пишувана. Која беше инспирацијата? Нема инспирација, се будиш и раката десна ти пишува. Буквално ништо не. Не. Значи, сите што сме на
на овој свет во наводници талентирани, тоа е све Божја волја и премисла. Ништо не е наше. Ние сме само кабелот, спроводникот на она што Бог сака во одреден момент, одреден народ или одредена личност да ја дарува со тоа што ќе му прати порака што треба да напише. Јас сметам дека е тоа така, интуитивно беше напишано, беше во тефтерот запишано и кога ја направивме меморија, тоа беше некаде 5-6 песна која почнавме воопште да ја размислуваме. Таа немаше мелодиска линија. Таа беше само Текст. во назнака за текст, да. И ете, остана да трае за веки веков. Би сакал да те запашам тебе заради тоа што те сметам како комплетен музичар од тој аспект. И сега, дали е полесно да се напише текст, дали музика, дали прво текст, дали музика, како тоа иде? Дали некогаш на пример ти текно нешто да напишеш, па утре ден таа не е добро, ќе го фрлиш или колку треба да отстои тоа? Не. Тоа е исто као да ме прашуваш како да ја придеш на женска е. Различно да сека. Како си придеш на женска, дали да се удвараш, дали да ја игнорираш, дали да ја частиш, дали да не ја частиш, дали разноразни трикови, нема шанси тоа. Ти ја частиш песната? Не постои правило за таа работа. Јас не сум автор кој пишува музика и песни за други, сем за Поце и за Ристо. Фактички за пеачите од нашиот бенд, а претходно и Зоци и Драган. Зоци почина за жал, тој е оригиналниот пеач на песната Нена, 84-та година, некаде 89-та почина, за жал, Господа го прости. Бог да прости. Едноставно јас сум пишувал авторска музика со песна само за меморија, а инаку имам преку 10.000 минути музика за филм, театар и телевизиски серии као Трзвија Скопје. Да кажа комплетен музичар. Музиката е моја на Зора на истокот од Ацо Алексов представа во Македонски народен театар, 30 години драмски театар, опера за 3 гроша со Горан Тренчовски, кој иначе се професор во Лондон на се универзитетот и Астерикс, фестивалот филмски е негов, после во Струмица, Леонс и Лена. Не набривал. Значи, тоа, ја не знам, јас сум заборавил дека тоа воопште сум го правил. Чепкајки дома се расчистував некои работи, најдов датови преку 30-40, па немаше во Скопје, најдов од Лауда единствен што работеше и од еден мој другар бубњар на времето Цвиц, 2 дата, и од кога истушав што све сум правил во тоа време, ќе бидам искрен, не верував дека сум сето тоа јас. Значи, каде сум го наоѓал времето, кога сум ги правил. Во тоа време исто работев многу реклами за музички реклами за радио и за телевизија на големи фирми као Македонија Табак, као Вардар Комерц и така натаму. И едноставно по 16-18 сата ми работеше главата со разноразни ствари. А плюс сум правил и толку минути музика за театар, филм, телевизиски серии и филмови. И едноставно понекогаш и сам се прашувам како било тоа возможно. Као Коперфилд да се појавувал на моменти во мојот живот, Девид Коперфилд, да. Сполај му на Бога. Тоа е све пак, ви кажав уште наш Божја премисла. Да, спомнавме за спонзорства за имам информации, знам дека токму ти си ги бркал тие спонзорства за концерти за така натака. Како иде сето тоа во македонските фирми? Дали е можеби па на тебе би ти било лесно? Ти е лесно, не знам. Те примаат одма, нема проблем или утре ќе се видиме повторно, па нема пари, па има пари. Тоа е многу макотрпна мачна работа и да не беа овие неколку фирми што нас не поддржаа и за скопските концерти овие новите, ја не верувам дека ќе дојдеа до концертите до такво дејство, до таква катарза да се каже дека тоа се такмичи со странски концерти као, да не бидам премногу претенциозен, као Coldplay и као сите овие светски звезди. Ние преку 120.000 евра инвестиравме во концертот последен во Скопје. И 124.000 поточно. Значи, а плюс тоа имам собствена опрема дел. Тоа да. Значи дел доаѓаше од надвор, бидејќи имаше 260 квадрати ледскрин на самиот концерт, а јас имам мој 40. Значи сето тоа доаѓаше од надвор, после тоа сцената беше некаде околу 180 квадрата.
имаше 11 камери што снима, имаше. Затоа тоа и така изгледа и на Успеа да се телевизија. најдат сите средства, спонзори. Па, ви кажав, значи да не беа спонзорите, Значи, да, тоа се немаше покрил. да има теорија да го направиме, но за разлика од многу други, да не ги именувам, не сакам да влегувам во дебати, ние сите пари ги потрошивме во проектот. Ние, така речи, се почастивме од концертот. Значи не се извадија некој. Фактички оставивме траен белег дека и Македонија има со што да се гордее и во технички и во креативен дел, бидејќи можеби по прв пат во Македонија беше изведено да сите песни имаат своја филмска продукција од позади, анимирана, и секоја песна беше следена со позади нас на ледскриновите големи од ледскрин со приказна. Тоа го работеше Василевски. Никола, иначе за кого е напишена песната Никола, Никола, нешто чудно ми се случува. Тоа е на Димитар Масевски песна на мојот старосват. Па мислев за Никола Груевски дека е песната напишана. Не верувам. Ова се многу побитни ликови, имаат завршено школи надвор. Сериозни, овој имаше во Лондон завршено за креатива и за режија и навистина го вообличи, му даде ново руво на самиот наш концерт. Имавме нов гитарист оваа година, Рубен Димковски од Прилеп, кој е као да бил со нас 200 години, као цел живот да свирал со нас. Тоа е добро кога ќе кликнете од прва. Да, тоа е нешто што е ново откритие и ми дава подстрек дека она наредно што ќе го работиме ќе биде само поквалитетно и бидејќи многу брзо се разбираме. Сега во самиот бенд има исклучително космички поврзана енергија и многу брзо се разбираме сите што правиме. Ние снимавме пред самиот концерт на мобилен телефон на Давор Јордановски и ќе ги пуштевме снимките после тоа и се чудевме како во студио најскапо како Abbey Road да се снимаа, уствари тоа фактички пак игра овој горе. На прав пат себе да ви почаста маце и ќе фрли маце од тоа солцата. Браво, што го кажано, значи стварно. Кога сме околу концертиве, гледам ни кажуваш дека свирите, дека пеете, дека тоа сето, но имате некоја пауза заради ваш член од бендот. Но, зошто нема некоја песна, например, толку години, да се соберете, да направите некоја нова песна, нешто? Ти издани си во тек, ние 5 песни нови извадивме. За тебе е мега хит песната. Погледнија на самиот концерт, пее публика, растура. Не постои песна која била 4 месеци пуштена во етер, а да ја пее публика 6000. Тоа не се десило во Македонија. После тоа македонски бисери, тоа е склоп од 4 македонски песни направени на еден многу интересен начин, кои се мега хит. После Мој народ е на Ристо Самарџиев. После направивме на обработка Јано од групата Триангл. Значи сега Овие имаме песни беа на концертот. и на концертот и беа снимени претходно и се дел од новиот албум што ќе излезе во февруари другата Да, година. затоа дека на концертот не бев, немам Пет некои песни информации, има но нови. во јавноста многу и да не Тоа сега, Жал. тоа види се. Се слушаат. Ја не можам да не се да кажам дека ние не сме Маркетинг, нешто. готивен бенд од медиумите, поготово од мојата матична куќа Македонска радио телевизија. Но ние сме за слава, а другите се за пари. Парите ги взима друг, а ние, ете, го пополнуваме просторот кога е 2 август, кога е што ја знам 8 септември, кога се празници, најголеми обично меморија е Штета што е главниот тоа бенд. така, затоа и ги не сум ги многу слушнал. Ама штета. Да, што е тоа може да така, провериш на YouTube и тие имаат Ќе голема проверам. гледаност. Да, имаат голема гледаност и тоа е. Зашто бенд како вашиот не заслужува на YouTube да има до голема гледаност, него на телевизија треба, ама ете, затоа потоа знаеме сите дека денеска е модерно време, YouTube-от ја надминува телевизијата, би кажал. Па да има околу 8,5 милиона. Сега сакам да ја запрашам околу таа песна, зошто зам би го спомнал само 1600 денари да се заработува вие како автор од таа песна. Автори сме заедно со Ристо Самарџиев. Не знам, немам одговор.
Значи, За некој се немам одговор. Значи, не постои веселба било каде. Во Секаде. било кој клуб, било каде, да не биде таја оган под звездите, што ја знам, не на, и да не набројам изведени. Колеги кои свират, викам му наводници, тезга, нели? Дали не ги пишуваат, дали не се евидентира. Види да ти многу кажем на автори работа. купиле и коли станови од Види да ти Се кажем, ова. да ти кажем на работа. Јас се уште сум автор. Ја немам време да се бавтам со правење заткулисни игри. Знаеш, јас сум исполнет, кога ќе го отворам очите од Савајле, имам 100 работи што сум си ги задал како Ве разбирам, но дали некој мислите како дека задача. ви ги земал парите на пример? Па ги крадат парите, еве другар. Еве е најпросто, ги крадат парите. И тоа 3-4 аутора и тоа ја кога го разбрав. Нека им служи на чест, што да ти кажам. Треба државата да си ја заврши работата, како и се во државата што, нели, не чини, тоа тамо е исто катастрофа. Што да ти кажам. Едноставно јас не зимам ниту 2% од парите што ги зима еден лик кој апсолутно можеби 90% од македонската јавност не го познава како автор или како некаква медиумска личност. Ни 2%. Тоа е жалосно. Значи, Ама не сум само јас. Тука спаѓаат сите оние големи имиња во македонската музика кои се апсолутно неправдани точно на тој начин. Преку за дивно чудо ние имаме 2 члена од бендот кои се членови на тоа некакви од надзорни комисии, они се караат тамо цело време, викаат, игралаат, ама кучињата лајат, карванот си врви. Тоа е. Би било убаво бидејќи ние парите што ќе ги добиеме ќе не направи мотив за тоа да правиме и да твориме понатамо, ќе инвестираме во тоа, бидејќи ние еве издадовме троен албум. Само ние и Џони Штулич имаат троен албум. Џони Штулич касните 80-ти, средината на 80-ти и сега меморија. Троен албум во живо нема ни еден друг. Значи 3 плочи во едно пакување. Значи ние едноставно се што ќе заработиме се инвестираме во тоа да оставиме белек. Значи ние пробуваме браната да ја задржиме, не даваме да пробие и да однесе се по ѓаволите. А многу лесно тоа може да се случи. Бидејќи многу од нашите колеги со парите, ако ги добиете од спонзорите, прават селски приредби. Само да можат да им останат што повеќе пари и парите не ги инвестираат во тоа да направат концерт кој за паметење, току прават така, концертчиња, а остатокот од парите да ги завршат во џеб. Парите ќе ги потрошите, ама она што ние го правиме ќе остане за навек. Тоа е разликата. така. Еве, со години сте на нова наше музичко небо, би кажал, мислам вие како бенд и како музичар. Која е разликата од порано, од времето кога беше Тоше, не знам, Андријана Јановска, мада и сега е, вие, Маријан Стојановски, до ден денеска, еве сега, например, се случува ли нешто во музиката, дали има некаква? Секое време има свој начин на реализација на популарноста или на успехот на тие што го прават. Па се вратиме назад, јас сум потписник како директор на Заводната редакција на музичка и касетна продукција на преку 150 изданија. Потписник сум на 11 изданија како извршен продуцент на народна музика, дигитализација на Васка Илиева, Сариевски, Никола Бадев и сите заедно со Јанеко Џобашија. Значи пред нас 0 и после нас 0. Значи прашање на добра волја, на желба и на чувство на припадност на одреден народ и нација и должност тоа да се почитува и да се брани со сите сили. За жал, се останато е сведено на купи-продај ден. И тоа е жално, ама, знаете, за разлика од многу други, јас сум навистина оптимист, јас немам време за песимизам во мојот живот. Знаете, да кукам, да ви викам, ова не е, вака не е. Немам време да се бавам со тие незначени тројца личности што во ЗАМП зимаат преку 2/3 од парите на сите автори. Немам време за нив со нив да се бавам. Едноставно тие се на многу ниска фреквенција космичка, јас со нив не можам дури ни да се дискутирам, а камоли да се секирам за тоа што ни крадат од сите автори во Македонија. Тоа е шлјам.
Едноставно. Како започна приказката и како заврши со танец, на пример? 2015 година, танец. Јас со мојата фирма ги работев Lord of the Dance, ги работев Анадолија Fire и тоа изгледаше навистина импозантно и викаме, зашто нашиот танец не изгледа вака? 5 пати подобро играат, 5 пати подобри сценографии имаат, 5 пати подобри носи имаат и отидовме тогаш со Марко Ковски, направивме еден муабет, ја лично Марко Ковски не го готивев многу. Имавме многу различни спорови во Македонска радиотелевизија да кревме заедно. Но ете тука најдовме заеднички јазик и направивме танец да личи подобар и од Lord of the Dance и од Анадолија Fire, го спакувавме технички со светло, со звучење, со приказна. Господа го прости, Ѓорѓе Маријановиќ кажа, Петре, ова само ти можеш да склопиш ваква работа, бидејќи беше многу сцената почетна, нели, не ме примиле за џабе таму мајчино на режија. Сцената почетна на концертот тогаш на танец беше спуштена црвена завеса и тогаш ние по прв пат донесовме тежок дим, 2 големи машини Мартин и го ја наполнивме 400 квадрата цела сцена, значи, и полека почна завесата да се дига во маната, а тапанарот седи клекнат на голем тапан, а врз него качен играчот. И стојат во смрзната сцена. Целото светло беше црвено осветлено од озгора, само они жолто беа осветлени, а целата пареја или дим одеше во публика. Тоа беше крвта на Македонија. Се слеваше и тоа беше навистина една сцена која до ден денеска се јас зборувам и ја памтам и исто аплаузот траеше 10 минути, ја не знам како издржа тој на една нога горе качен играчот од танец и после тоа ми кажа, Перо, викам да аплаудира уште 10 минути ке стоев. Све ме болеше, вика, секој ковче ме болеше. Ти не знаеш какво, вика, божјанско чувство има, вика, на тапаното горе. Значи, едноставно, ја од тогаш не сум правил пари, значи парите што ги земавме од картите и од спонзорите ги дававме како 13-та плата на играчите на танец. 13-та плата имаше тогаш. Немаа пари, али парите што ги собравме ги дадовме како 13 и ги дадовме, Марко Ковски предложи, ние сите прифативме, ние да не земеме пари и ги дадовме како 13-та плата. И како се заврши? Па наредниот директор која дојде рече колку има тука ова она, ја го гледам вака, викам, зашто зборувате, викам, не ве разбирам. Па вика, со Марко како тоа го направивте да... Викам, сте го порешли човекот, ви благодарам многу, станав си, отидов и така заврши. Да се поделат парите, изгледа. Да. Јас не делам ништо што е поврзано со Македонија. Јас сум благодарен и на македонскиот народ и на Македонија што... Ај замислете да се вратите некаде и 6-7 илјади луѓе да ви доаѓаат секогаш на концерт. Што и да направиме ние, секогаш е преполно. Што и да направиме ние, тоа е со френетични аплаузи испратено. Што ви говори тоа? Квалитет. Потребни ви се парите, они ќе ги потрошат. Што за здравие, што за некои други работи. Ама ова што ние го правиме ќе остане за веки веков. Тоа е различно. Така. Зборувавме за се, но не зборувавме за твојата, можеби, во често пати во интервју кажуваш мојата швалерка, тоа е моторот. За моторот, за љубовта кон моторот. Како се започна, на колку години? И мајчката? Види пак дојде моторчиска мајца облечена. Да. На 6-7 години првиот Солекс. 6-7 години. Да, Солекс, наше мало, дававме, собиравме пари, што ни даваа зужинка за школа и на Солексот тоа беше точак со помошен мотор напред, црн. И чиковелизар и од него го зимавме и вртевме кругчиња околу мало. 59-6 години возиш мотор. Да. И за 2300 километра ќе направам првиот милион. Милион. Милион.
Секоја Се чест. кога и пак ќе прашаш кога успеваш, нели? Како? По 8.500 сега бевме до Норвешка. Претходно бевме до, што ја знам, до Нордкап 12.000. Каде го загуби, тоа го заборави телефонот? Да, тука, оваа година на тргање. И 14 дена лепота. Најубаво. Лепота. Само ќе дојдев дома преку овие колегите ќе се јавев дома дека сум стигнат и толку. Затоа се слушнав со твојата ќерка ми кажа тато го забори телефонот, не тогава ќе се врати. Вози мотор. Да, сполај му на Бога не врати. И ми стана јасно. Чита би. Си има некаква ситуација ризична на Многу. тие патишта? Многу. Не знам, ладно, топло, Ладно, топло не се ризични, тие се регуларни. да се лизнеш ли нешто, не да Боже. Ајде една приказна и со тоа кратка. Имам многу, ама. Се враќавме од Холандија 2015, мислам. Од тоа Фимрели. И до тоа време се правеше патот во Србија и тамо некаде пред Врање имаше еден аквадукт висина. Возев со 5-60 на саат. Значи, ништо брзо, бидејќи беше патот во се правеше патот и ми излезе човек пред мене во кривината на виадуктот, на 3 метра пред мене. Пред очи претрчува преку две полни линии на другата страна. Имав два избора, да го лупнам него и заедно со него, да Што завршам. биде? Не, што биде, ќе беше Толку. сигурно проблематично најмногу за него, за мене ќе беше можда и така. И втората солуција беше да додам у ендек, лево. Значи тоа што го говоревме За спортот. За спортот, за брзите одлуки. И решавам да влезам јас во ризик, бидејќи човекот ќе остане жив, а јас како ќе завршам воопшто не. Таа 100 од секунда не размислував, веќе решен бев. И отидов во ендек некаде 5 до 7 метра длабок. Од левата страна и за среќа доле беше многу мека земја и моторот на неколку пати рашрафи лево, десно, ме фрли од него и јас завршив во грмушка со глава унутра. А моторот заврши на неполни 2 метра од плевна. Значи можев да слетам и плевна ако бев метар 2 порано, подоцна ако ја свртев целата приказна надолу, што ќе беше со смртоносни последици. 7 метра е некаде трети спрат. Вака, Повреди вака на тебе? Сега тука е многу интересно. Да пак, Господ. да, како Господ никој не е. Јас се паднат у грмушка со главата према земја, знаете тоа, кацигата стои и се гледа земја и тој вика леле, јас сам крив. Жена ми изнервирала, излетел сам вам преко пат, тој збори на врањански, викам чути го, нема слушаш што зборам у земја. А ја пробувам прво десната рака дали ми работи, па левата, па ногата, па проверувам вратот со кацигата. И гледам дека генерално функционираме. Се викам, ако станам, а имам некои други повреди, можам да направам партали, ама лека по лека се решив да се одвртам од целата ситуација. И станувам и го гледам низ изгребаниот визир фраеров, за кој си го ставив животот на коцка, и ми вика, еве имам 500 динара, ќе ти ги дадам, вика, све што имам и е тоа, вика, да ме извиниш, вика. И го гледам вака, бе, дали си ти нормален, му викам, бе, што трчаш? Вика, грешка сам, признавам, вика, ако треба да и на затвор да оду, вика, и од жена ќе се отарасу, вика, ле, викам, добро, чекај маце, и една баба се дешава, све ова како филм, една баба со голем простужалник доаѓа, со сладко, и со 2 шишиња вода, и се симња од таму, од оздола во долот, и вика, леле, дете, кад сам те видела како летиш се с мотор, мислев дека, вика, Свети Петар те земаја, вика. Ама гледам гласове доле, вика, и донесе ти сладко, вика, и бадам сека цигата, каснувам сладкото, моторот на сите страни распрчен. Тој се вика Петар, човекот. И јас се викам Петар. Бабата да не беше Петар. Бабата беше само додатак елима у целата работа. И сега тука
приказната не завршува. Значи, ајде, овие ги викнав другари од Врање, од клуб. На брзина дојде да го стопивме моторот, што можевме поправивме со буткање предов преку граница македонска, пошто ако пријавивме дека имало несреќа, 48 сата во полиција ќе те држат во Врање за да не си повредил државна имовина на Србија. Така да ни крив ни душен и човечки живот спасиви све и паќе го јадев на крај. Ама го залепивме моторот, го прилепивме и го пројдовме преку граница, ме чека моите со комбе, го однесовме. И сега, после 37 дена, патувам назад да трчам полумаратон во Будимпешта. Со другари ми Баже и со другарката Ели. И на тоа место имам земено свеки да си запалам, да му кажам спалајте на Боже, што ме остае во живот тука, она застануваме на местото кај што се случува тоа. По тие 7 метра полно со цепаници дрва за зима. Половина и повеќе од таа дупка, каде што ќе беше мојот вечен дом, со сигурност ако овие цепаници беа долу. Може да замислите каква среќа сум имал, колку се наежив кога ги положив свеките и тогаш кога отидов во Будимпешта го истрчав мојот најдобар резултат во мојата трчачка аматерска кариера. А тоа е? 1:40:17 полумаратон. Браво. Ето. Ето, една приказна. Такви има Многу, а? еден куп. Еве Ленин сега падна со мотор. 100 метра лизгаше и те факто не беше ни изгребан, само овие кожните панталони не му беа скинати. Кога те чува, он... И опремата значи многу. Опремата значи, ама треба Бог. Да, без Господ ништо дефинитивно. Стварно, многу добро го фати акцентот на, затоа и малку и се насмеав, јако не беше важно смење, ама смешно беше со сладкото и со бабата. Да. Како филмот Милчо Манчевски беше ситуација. Па такви ситуации милион, значи во животов, такви. Но што ти, мислам, чисто си правим мовет. Што беше поривот за да пробаш да влезеш во политиката? Знаејќи дека ти си музичар, оформен и карактер и човек и како што ти требаше стварно да се влезе во едни такви води? Кои знаеме сите дека политиката е како ја викат најстариот занет. Па види се една работа. Јас ги поминав 9 Дантиеви кругови. Никој многу малку од луѓето ги имаат поминато тие кругови, тоа значи дека ќе влезете во политика ви го владат цел прљав веш. Да. Јас влегов 20 дена во политика и ми најдоа точак кој го возам на трки 12.000 евра. од 12.000 евра, кој уствари кошта 2600 евра. Мислам, јас сум го платил толку, а на Васко Ефтов му го продав за 1500 емисија. Едноставно, да останете чист во кампања од 20 дена кај што ве напаѓаат двата мастадона големи политички партии, а при тоа да немате максимална поддршка од партијата со која сте се договориле дека Вие бевте кандидат, тоаш ти. Не, јас бев самостоен кандидат со поддршка од Левица, значи да. И тоа независен сега кандидат сега. Да, јас ќе останем независен, но Бранко од сега што веќе не е во Левица. Дојде и кажа ајде да идеме заедно на избори, тој ни е посинок, иначе поевторно е поврзано со моторџиството. Татко му почина и беше член на нашиот мотоклуб Букефал. И ако читаш, не знам дали тука позади пишува Букефал ЖР, Жарко Ристов, а он е Бранко Ристов. Дојдоа со Апасиев, седнавме, направивме некаков муавет и викам ај сега со децава, ќе одиме, ќе си играме мишите деца. И успеавме да добро соработуваме во еден дел, во другиот дел каде што они ниту имаа искуство, ниту знаеа како тоа се прави, некои правеа некои кардинални грешки. Мислиш дека тоа те кошташе победа? Не. Ние немавме шанси да победиме, но имавме голема шанса да направиме за нив уште најмалку 2 советника. И јас едноставно влегов да го набркам Шилегов од политика, бидејќи он ја направил Македонија конечно горда со Дино Мерлин на плоштад и ние сме станали европска метропола и навистина таква глупост во животот не можам да си
проста ми на едно место ми кажа што се занесуваш бити. Ја на заебанција кажав, на зафрканција кажав во Скопско ехо дека ќе се кандидирам. Значи се уште немав тогаш. Од кога ми кажа овој што се занесуваш, му викам ќе ти избркам од политика за сите времиња. И тоа од Карпош. Каде е сега? Не, тој не е од Карпош, тој е од Бутел. Он е сега доселеник во Карпош и сам си градеше тоа што си градеше таму. Тоа е на улицата скоро Мексичка, близко Ватко Стефановски. Тој е дошљак. Умало. И ако ти била целта тоа, па успеа, не стана он градоначалник, но не знаеш кој е, дали не стана, требаш и да се кажеш, може би што не стана. Не стана он градоначалник, Заев даде оставка и некои работи добија друг тек. За жал и за голема жал, тоа не резултираше на крај со резултат, него со уште катастрофален кандидат, не, завршница. Градот е прљав, све е наопаку. Имаше напишано во еден од твоите статуси дека ти си помогнал на градоначалничката, она заборавила. Не, некојаш таква работа. Ниту сум ми помогнал, јас... Во една од емисиите дебатни сте се договорили да го напаѓате. Никогаш. Петре, Она беше цело време позади грб. Ако со некого се договаравме да си играме миши татара, со Шилегов беше Торчевски и Бенича Кирија. Значи она апсолутно седеше по страна и чутеше мудро, а ние го тепавме овој до изнемоглост. Сите дебатни. Да. И ме затворија во одреден момент на една емисија кога видов дека престанаа да ми играат по телевизиите и по наредба, нели, на големите партии, едните медиуми па другите медиуми, прекрстив затоа што во вестникот Фокус интервјуто кој го имав меѓу првите од 7 страни, во наредниот ден по рейтинг листа 9,8% ми рипна рейтингот. После емисијата на Васкевтов? Не, после интервјуто, па после ше толку се качи. Значи, и ова ги унареди едните и другите и ме затворија во сите можни медиуми. И тогаш употребив еден герила маркетинг трик на дебатата на Македонска радиотелевизија, на последното прашање кое јас го кажав на новинарката не го постави, за кого би гласале доколку не бидете ви избрани, нели сите викаа не ја знам програмата, ја викам за Шилегов. А при тоа во самата емисија 20 пати го напаѓав, рафално го стрељав. И после почна еве го тројанскиот конј, ама ме дигнаа у воздух, ме пишуваа сите медиуми од ВМРО. Така беше. И после тоа ме викна во повеќе телевизија да дам образложение. Јас уопште не зборував за тоа дека ќе го поддржам Шилегов, него си кажував дел од програмата. Па после 2 дена кажав по голем притисок на ВМРО решив да ја поддржам Данела. Па после овие комуњариве од нивните медиуми почнаа да ме напаѓаат таква, ваква и овие другите почнаа да ме викаат на медиумите да видам гости, па си ја кажав мојата програма и така за без пари си направив кампања со 850 евра, успеав да кажам се што имам да кажам. И јас ви тврдам дека доколку тогаш бев избран за градоначалник, дека најмалку 50 до 60% од програмата ќе беше реализирана. Сега гледам го пуштиле она село горе. Да, наводно. Пантелемон. Тамо мојата замисла, па јас се чудам, се смејам, сега се подсмејање. Ја ќе се појавам негде после 2 дена, ете ти го Стефчо, ќе се натрти, ете ти ја Данела, ете ти ги сите поред, се седат. Значи, ја ќе мрдна, ете го Шилегов, сите седат. Мојата програма за горе беше дека тоа треба да биде културно-уметнички центар, во кој има сликари, музичари, кои и поети, и кои секој петок и сабота ќе прават програма, а за тоа државата ќе им обезбеди место каде што може да вежбаат, каде што може да творат. И тоа ќе биде еден така наречен културен хаб кој ќе ротира со години. Например, оваа година ќе биде Меморија, другата година ќе биде што ја знам Last Expedition, третата година ќе, значи цело време да флуктуира една уметничка приказна, цело па го фрлија на бизнес. Сега има јадење. Сега па има јадење, па нема врска. После смешно во кампањата беше кога видов дека се нацртија тамо, викам ај да видам и овдека што ќе кажат, се нацртав пред Купром фабриката. Не знам дали знаеш во Хром. Не постои. Купром, така се вика местото, ама тоа во Словенија има такво место, во Будимпешта има такво место, во руина од стара фабрика се направени голем дел на културно живење на младите, во организација на младите.
После 2 дена еви ти ги нацртани пред Купруме. Се гази во смеење како нема смисла, има толкави тимови, толкави лидершипи на кампања, а они само правеа копи-пейст на тоа што ние го правиме. И со Луна паркот беше тука некаде. Со Луна паркот беше уште посмешно. Го мотиравме Шилеов кај што збори нема да правиме Луна парк, нема пари за тоа, нема она донесена одлука со седница заедно со ВМРО и со СДС. А од кога ние излеговме со цела програма за Луна паркот дека ќе има роло костер лево десно, он искача вика ќе правиме Луна парк. И ја викам наредниот ден, сега ќе, ние таму ќе направиме роло костер, ќе направиме и саб набројувам многу од овие адреналинските спортови работи што сум ги гледал ни свет, он сигурно не бил ни до Маđарија за таква работа. Мислам, или не го интересирало, пошто него друго го интересира. До 0,50 грама после тоа, колку ќе потроши, не знам. И он наредниот ден излегува, вика, ние ќе направиме адреналински парк во Луна паркот и ќе го донесе ролер костер. Не знаеш и да го изговори тоа како што треба. После наредниот ден му кажав дека ќе направам голем аквариум. Тоа нормално више се зафркава. Пошто ќе направам голем аквариум. А он кажа морски риби. Морски риби ајкули дека ќе донесе. Мислам стварно, како да кажа, перверзно до крај. Една од најбитните реално проекти кои јас ќе ги направив со сигурност доколку бев градоначалник, тоа ќе беше во Кисела вода Расадник, таму ќе направив ботаничка градина и тоа за жал пропадна. Така пропаѓа, да, штета. Целото тоа изгоре. Значи го изгоре, а ваljda ќе градат па нешто. И значи многу од овие работи што ви ги кажав ќе беа реализирани, пошто за тоа не треба милионски суми. Ќе имаше му утепал еден идиот што му беше шеф на кабинет на Шилегов, зашто сум кажал дека треба ВЦ-а да има на кеј, мислам, основно човеково право е да не иде да се крие у грмушки за да може да изврши нужда, а таму дневно флуктуираат измеѓу 2, 3, 5, 10 хиljadi луѓе. Пошто они него ги користат тие места, нема представа зашто јас сум говорел и они се ругаа со тоа дека како беше ВЦ-ата да ме ги испунила, уште не знам што да се направило и ќе сум можел слободно да умраме. Така беле. Да, така викаше оној Наумовски или како се викаше, поима. Не им ги памтам ни имињата на тие злотворија. Катастрофа. Добро, би сакал да те запрашам, знаејќи дека се кандидираше за градоначалник пред 4 години. Кажи ми, сигурно дека си се распрашал, си видел како што функционира, знаеш што можеш да направиш, што не можеш, знаеш како функционира општина и така натака. Толку ли е хватна физика да имаме барем еден, ако ништо друго, чист град, например? Зашто, кој е крив сега, например? Зашто ѓубриво не се? Што вика, има една српска песна, зари важно, кој е крив, градот е прљав и све е срање. Извини на последниот збор. Не, да нема вика овие... Дечко, нема бе што да вика. Нема што да вика, или правиш или не правиш, нема што да вика. Она смени 11 директори на тие предпријатија. На секој 2 месеци ќе бидеш. Значи, 2-3 месеци. Зашто зборуваме? Не е дека овие од ВМРО не правеле проблеми кои и тоа не и тоа е точно. Ама ти сега треба брат, тебе те ставиле тука на Жешката столица да ги решаваш проблемите, а не да ги правиш поголеми проблемите. Па да кажеш кој е криминалец. Сите се криминалци. Нема еден што не е криминалец. Сега прашање кој е помалку и кој е повеќе. Значи, ама ти ако се нафатиш да правиш одредена работа, треба да ја завршиш. Не можеш да поминеш туку така. Нели? Овој вика за мене дека не сум убав. Па исчешле се, дотерај се, направи фризура, направи пластична операција. Не можело да се среди во град. Ова што го направи со спортот, да не правиме муавет, мислам. Страмо живееме ние како клуб, еве и тебе официјално да ти кажам, дека се кандидиравме за Меритум организација на Фимрели, ова европското што го возиме ние секаде. Сите оние што имаат значки, другата година ќе бидат наши гости во Струга и во Охрид, сигурно ќе бидат преку 200. Одлично, тоа. И после тоа се продолжува за Грција и доколку оваа година
го направиме, сигурно ќе го направиме тоа кој што треба. На не наредната, понаредната година, главното филм рели на кој има преку 3-4 мотори, тоа значи околу 5-6 луѓе ќе бидат во Македонија. Еве туризам. Ама треба да направите нешто за да може да ви го дадат. Ние сме најброен клуб кој веќе 5-та година поред е надвор од балканските простори е најброен и со најмногу километри. Со наши пари, банка државата не ни дала. Не ни треба. Сте побарале, ве одбиле ли? Не сме побарале, не одбиле, затоа што на крајот од денот, наместо да се печам као куштер у Грчка на море, ова ми прави сосема друг филм. Не е дека нема да одам 3-4 дена, 5 дена. Ама ова е нешто што е неспоредливо со... Во кој смисол? Со моторот сам си со себе? Све. Не може да се опише тоа чувство на задоволство кое го имате стаен во кацигата со својот ум и со Бог. Интересно. Еве, за крај сакам да те запрашам, дали се согласуваш со она мисла на народот, каде што вели народот е во право и кога греши? Во однос на политиката, например, или не си баш? Па не им оставиле избор, друже, на народот да може да... Еве, ја тогаш бев избор и сите се каат, секој ќе ме сретнат, како не гласавме, не притисна од партија, тогаш за ова не притисна зона. Ти можеш да те притисне тебе човек 50, 60, 70 години да не размислува со своја глава. И резултатот е таков. Каков што е. Сега си многу ми прашува дали ќе се кандидирам за некој, дали ќе давам поддршка за некој. Немам намера, имам 3 книги почнато да пишувам. Со меморија имам 5 проекта почнато. Значи имам амбиција за ова, за филм релито да го направиме. Ја имам уште за 10 животи што ќе правам, зависно од Дедо Боже која ќе ме викне на нова задача горе. Значи јас имам планови за милион други работи и се бавам со овие. Ако некој ме изнервира и ме извади од кондори повторно како Шилего, ќе помине исто како него е. Тоа може морално, материјално и кривично ти тврдам. Ќе се кандидираш повторно? И тешко тој што ќе проба да ме направи повторно магаре. Повторно магаре. Значи Петре Шилего пробал да те направи магаре. Па, кој ти кажам пробал да те направи магаре, не во прав смисол на збор, него ај ти што се занесеш. Така. Он што е повеќе од мене? Што има направено повеќе од мене за Македонија и за било што, само има поише други работи направено, ништо друго. Јас за Македонија сум и ќе останам до крајот на својот живот. Потребна е во Македонија трета партија? Па има би трета и четврта и ама, 500 добро, партии има. Првиве две се на вас си се менјаваат, нема никоја трета што може да... Па тоа нема никоја трета што ни се договарат меѓу себе. Трета постои, но народот некако не ја гласа. За која партија се зборуваш? Па има многу. Не дека. Па рече трета, сега кажи ајде слободно да видиме па да дискутираме го. Демократи, значи знам, левица, има многу партии, не е на пример една партија. За сите можеме да разговараме зошто тоа не функционира, пошто се привезок на одредени од овие двете големите. Многу просто е тоа. Мислиш дека сите се привезок, сите партии? Па на еден начин да, не сите. Има некои изблици од моменти на моменти, но тие изблици не се со мудрост составени, него се составени од грешките на другите, не од квалитетот на тоа што ти како програма и како цел го правиш. Едноставно, овие грешат, ти ги тепаш цело време по нивните грешки и добиваш поени и добиваш одреден број гласачи. Ама тоа е одреден квантум на гласови. Кој ќе го исполниш тој одреден квантум на гласови, нема да можеш напред одиш. Компромисот во политиката е уствари дипломатија. А тој компромис со луѓе кои многу малку се со животно искуство, не може да го направат. Голем број од луѓето што имаат животно искуство си побегна многу брзо од таму кај што беа. Така. Добро, јас би се сложил со оној дел каде што велиш дека не се сите партии исти, дека има сепак за кој да се гласа. Сакаше да го кажеш тоа, дека не се сите, нели, привезок на одредени политички партии. Ти благодарам многу што ни беше денеска гостин и ти посакам добро здравје, одлично изгледаш и да не беше нормално повторно тука гостин.
Сполајте на поканата, се надевам дека повторно ќе се видиме и ќе ти раскажеме некои нови приказни. Верувам. Драги мои, Петар Георгиевски камиказа, тоа беше и имајте убав ден. Се надевам дека овој подкаст ќе го гледате. Доколку ви се допадне, треба да го споделите како би допро до што поголем број на луѓе, стиснете лайк и сабскрајб. Се гледаме.